Добро вечер, започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Во Кочани заврши вакцинирањето против сезонскиот грип. За само 15 дена примени 750 вакцини. Од петок виничани ќе пијат чиста вода за пиење. Завршува реконструкцијата на водоводот. Нови фрески во црквата Свети Атанасија во Оризари. За верниците се уште има место за нови фрески. Кочанската котлина и ова есен е задимена како на филм. Земјоделците продолжуваат со неодговорното палење на страништата. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Голема продажна акција на Тигар Метал. Поценкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии по ваша мера по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои и лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал Кочани во близина на автобуската станица. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов вградени во сончеви колектори ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Првата винарска визба во Виничко-Кочанскиот регион годинава најавува извоз на сортни вина во Швајцарија. Македонските сорти грозје со швајцарска технологија може да ги дадат најдобрите вина.
Ангел Атанасов од Блате цели 25 години живее и работи во Швајцарија. Таму поседува 6 хектари подлозје и гради успешна кариера во лозарството и винарството. Неговиот син е меѓу најдобрите студенти на факултетот за енологија во Женева и веќе е врвен дегустатор. Ово успешно семејство во Швајцарија отвори ресторан специализиран за македонски специјалитети и за врвни сорти вино. Мојот син моментално студира во Женева на енологија, втора година на факултет и доста исто има завршено и федерална диплома во Швајцарија за дегустатор и мислиш од малите години тој е влюбен во таа струка и највеќе се трудиме за тоа. Исто и таму во Швајцарија, доста, да речеме, во Тичино, во Швајцарија, во тај кантон што сме ние, и таму е доста запознаен, доста го познаваат. И има веќе добиени некои награди за тоа, за дегустација на вина. И можеме да во иднина да се надаме на добар енолог и во Македонија да дојде тука да направи добри вина. Деновиве го затекнавме во винарската визба Вик Анџело во Виница, каде правеше стратегија за производството на специјални комбинации вино, во кои доминираат смедеревката и вранецот, кој ги подготвува за извоз во Швајцарија. Во Македонија се произведува доста квалитетно грозје и можеме да речеме дека може да се мери и со европските стандарди на производство и треба малку повеќе да се обрне на производство со помали количини на грозје за да добиеме подобри квалитети. Тоа е најважно у секое производство на вино. Визбата е изгради со сопствени средства уште во 2008 година и бидејќи нема намера да користи кредити, настојува како ќе спечели така и да инвестира. Работиме во Швајцарија, сопствени средства, работиме во Швајцарија и од таму со средства. Идејата за визба е од иста работа што ја работиме и во Швајцарија и идеја да помогнеме нешто на нашиот крај, за да направиме некои за собирање на грозите од нашиот крај. Јас исто во Швајцарија имам кантина, визба, работам и таму и имаме ресторан во Швајцарија и мислиме за тоа да видиме таму да го пласираме на тај пазар, па да видиме и пошироко. Желба му е со откуп на грози од виничкиот крај да помогне за развој на оваа општина. Вели дека има доста гастарбајтери од Винничко кои се подготвени да инвестираат во мали и средни стопански капацитети, бидејќи тука има многу неискористени ресурси во повеќе сфери. Заврши вакцинирањето против сезонскиот грип во здравствениот дом во Кочани. За само 15 на дена примени 750 вакцини. Завршија вакцините против сезонскиот грип во здравствениот дом. Според лекарите, оваа година бројот на пријавени за вакцина ги надминал нивните очекувања, а за тоа говори и податокот дека за само 10 дена од почетокот на вакцинацијата беа потрошени околу 540 вакцини. Доктор Натка Карамфилова вели дека се уште има заинтересирани граѓани кои се на список за вакцинирање, но за жал повеќе нема вакцини. Успешно ја привршивме вакцинацијата со вакцина против грип и нашиот Центар за јавно здравје аплицира 2200 вакцини против грип, од кои 720 во Кочани, 530 во Делчево, 400 Виница, 350 Берово и 200 во Пехчево. Вакцинацијата, самиот тек на вакцинирање беше без проблеми. Прв пат оваа година имавме енормно голем интерес од страна на граѓаните и за рок од 2 недели успешно беше извршена вакцинацијата во регионот што го покрива нашиот центар. И можем да кажам дека досега немаме пријавено случај на заболен од грип. Оваа година за општина Кочани беа наменете 750 вакцини од вкупно 2200 за сите општини од истокот. Иако вакцината не беше задолжителна и се плаќаше по цена од 400 денари, голем дел од граѓаните одвоија време и финансии за медицински да се заштитат од сезонскиот грип. Има и од оние кои се отпорни на инекции и таблетки, па на природен начин ја направија превентивата од зимските вирусни заболувања. Од петок виничани ќе пијат чиста вода од новите цевки. Реконструкцијата на водоводот во завршна фаза. Со полна пареја се работи на финалните зафати. Реконструктивните зафати на водоводната и канализациона мрежа во Виница влегуваат во завршна фаза. Во проектот беа опфатени 18 улици во должина од 4 километри. Заменети се старите цевки со нови полиетиленски и со полна пареја се работи на асфалтирањето. Деновиве се поставуваат новите водомери, а до петок се очекува да се започне со приклучување на домовите на новата водоводна мрежа, информираат од јавното комунално претпријатие Солидарност.
Одговорниот на проектот за телевизија Кочани вели дека асфалтирани се 16 од 18 улици на кои изминативе месеци се вршеа зафатите. Воедно изведувач на проектот е струмичката фирма Жикол, а досега се потрошени 10 милиони денари, средства кои ги обезбеди буџетот на општината и Европската банка за обнова и развој. Утре во Виница ќе се одржи 4-та сесија од програмата Форуми во заедницата. Од предложените 6 проекти граѓаните ќе се определат за еден. Во текот на утрешната 4-та сесија од програмата Форуми во заедницата ќе бидат презентирани и дискутирани сите 6 предлог проекти кои како концепти беа прифатени од страна на работните групи. Концептите се следниве: развој на спортот и рекреацијата во Виница, градинка од 21 век, подобрување на условите за работа во училиштата во Виница, регулација на реката Осојница, изградба на ново проектирана индустријска улица 2002 во зоната на мало стопанство Ила и обезбедување на квалитетна вода за пиење во општината Виница. Инаку финансиската конструкција на сите предложени концепти е во рамките на планираните средства од 2.800.000 денари, средства од буџетот на општината Виница и од Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на програмата Форуми во заедницата. Концептите кои нема да бидат избрани, општината Виница ќе ги има како готови предлог проекти кои ги избрале граѓаните и со кои ќе може да аплицира пред другите фондови. Нови фрески во црквата Свети Атанаси во Оризари. За верниците се уште има место за нови фрески по пат на донација, истакнуваат од црковниот одбор. Жителите на Оризари и Кочанско оддамнина ја сакале својата црква Свети Атанаси, која е лоцирана во центарот на населбата. Градена во средината на 19 век, таа деновиве доживува вистински препород. По уредувањето на надворешноста на црквата се пристапи кон уредување на внатрешноста со фрески кои се дарувани од мештаните и оние иселените од Оризари. Работам 4-5 месеци и работите се веќе при крај. Со голема помош на мештаните, кои се навидум обични луѓе, но се по дух многу богати, многу побогати него што ние можеме да спознаеме на прв поглед. Преостанува олтарскиот дел малку да се заврши и некои финеси и ситници и со Божја помош и под благослов на владиката дедо Иларион од Лесновскиот манастир, значи работите се привршуваат при крај, за да луѓето уживаат во тие убавини, да се посветат на црквата, на фамилијата, на верата, на се наше што си е старо македонско. Од црковниот одбор на Свети Атанаси во Оризари велат дека се уште има место за нови фрески, кои ќе треба да се насликаат во внатрешноста на црквата и истите треба да бидат донација од верниците. Најновиот труд на новинарот Киро Герасимов под наслов "Огреало јасно сонце" синоќ беше представено пред публиката во Кочанската библиотека. Најновиот труд на новинарот Киро Герасимов под наслов "Огреало јасно сонце" синоќ беше представено пред Кочанската публика во Кочанската библиотека. За творештвото на Герасимов зборуваше Евангелија Цавкова, виш библиотекар во Кочанската библиотека, која истакна дека покрај тоа што секојдневно го слушаме со неговите новинарски извештаи, тој е и плоден автор. Во книгата се содржани многу народни песни од Кочанскиот крај, од Осоговијата, а присутни се и многу обичаи и верувања во источниот регион. Многу од песните и досега се слушнати по разни поводи, но бидејќи народната песна Стопан нема, како што во почетокот реков, во книгата може да се сретнат песни што ги се исполнувани во разни верзии, по разни поводи. Благородна емисијата затоа што таа не враќа назад во времето, ни дава материјал за воиднината кој што може да го користат младите генерации. Јас се надевам дека многу од овие народни песни ќе се најдат на носачи на звук и така ќе останат забележани за навек. За авторот ова е можност на едно место да се собере народното богатство на Кочанскиот и Осоговскиот крај.
Се обидов во книгата Огреало јасно сонце да соберам над 200 народни песни од Кочанско и Осоговските села, потоа околу 150 гатанки и околу 50 обичаи, детски игри, верувања и слично. Сето тоа е собирано макотрапно некаде околу 2 години и е срочено во една книга која носи наслов Огреало јасно сонце. Книгата излезе во издание на Кочанската библиотека Искра, а е печатена во печатницата Европа 92 со финансиска помош на донатори и општина Кочани. Во Кочанската библиотека од утре па до 13 ноември ќе биде отворен 8-миот саем на книгата. На едно место излагаат 15 реномирани издавачки куќи од Македонија. Традицијата на организирање на саем на книгата Кочанската јавна општинска установа библиотека Искра ќе ја реализира и годинава. Од утре па до 13 ноември ќе биде отворен 8-миот саем на книгата. Според кажувањето на директорката на Кочанската библиотека Данута Ананиева, на едно место излагаат 15 реномирани издавачки куќи од Македонија. Љубителите на книгата по пониски саемски цени ќе може да ги купат изданијата на издавачките куќи Култура, Матица, Македонска 3, Сакам книга, Феникс, Антолог, Просветно дело, Ѓурѓа, Македонска реч, Наша култура, Магор, Или, Мартина, Макавеј и Топер. Саемот на книгата се реализира во рамките на манифестацијата Месец на книгата 2013. Од 15 ноември до 15 март, според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, задолжително треба да се поседува пропишана зимска опрема. Согласно правилникот за задржителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделските, односно шумските работи, како зимска опрема се подразбира зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарите на слојот што гази по обем и ширина од 4 мм. Зимска опрема за моторни возила со погон на 4 тркала се подразбира зимски пневматици за сите тркала со минимална длабочина на шарите од 6 мм. Пневматици со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите од најмалку 4 мм. Како зимска опрема на моторни возила, чија најголема дозволена маса надминува 3500 кг, се подразбира зимски пневматици на погонските тркала со минимална длабочина на шарите од 6 мм. Пневматици со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите со минимум 4 мм. Ако возилото во опремата има синџири за снег со адекватна големина за погонските тркала или другите соодветни помагала. Автобусите и товарните моторни возила, кои поради техничките причини не можат да постават синџири за снег, на погонските тркала треба да имаат зимски пневматици на самите погонски тркала и прирачен алат лопата. Како зимски пневматици се сметаат пневматиците кои во својата бочна страна имаат ознаки МС, М+С, М&С и знак на снегулката за стилизирана планина со 3 врва. Униформираните полициски службеници ќе наредат возачот да го прекине на тамошното движење со возилото ако не постапува според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимската опрема, согласно со став 1, а ќе биде исклучен и возачот кога не постои сообраќајен знак за носење на зимска опрема, ако зимските услови на патот не овозможат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, ако нема зимска опрема која мора задолжително да ја постави на самото возило. За овие прекршоци, според член 404 од Законот за безбедност во патниот сообраќај, се предвидува глоба од 15. Кочанската котлина и оваа есен е задимена како на филм. Земјоделците продолжуваат со неодговорното палење на страништата, со што ја уништуваат почвата, животинскиот свет и ја загадуваат околината. Земјоделците од Кочанско максимално ги користат последните сончеви денови за да ја изгорат сламата, која по жетвата на оризот остана во нивите. Токму затоа и денеска од повеќе атари на Кочанската котлина чадеше како на филм. Запалените стрништа креваат високи пламени јазици и густ чад, која загадува човековата околина. Меѓутоа уште позагрижувачко е тоа што оганот уништува околу 5 мм од хумусот.
Тоа негативно се одразува врз составот на плодната почва, особено ако се има во предвид дека со децении секоја есен гори сламата во нивите и милиметар по милиметар го деградира земјиштето. Против палењето на стрништата се и ловечките здруженија, бидејќи пеплосувањето на полињата директно го загрозува полезниот дивеч и целокупниот животински свет, а се уништува и храната од остатокот од житариците и семињата од тревите. Кон сето ова треба да се додаде дека палењето оган на отворено е забрането и казниво со закон. Кошаркарите на Баскет Дино во Кочани се вратија со 2 идентични порази од Скопје. Кошаркарите на Баскет Дино од Кочани во Скопје претрпеа 2 идентични порази. Во рамките на М18 младинската кошаркарска лига го одиграа надпреварот со Водно Санс и загубија со резултат 84-77. На надпреварот во третата македонска кошаркарска лига тие се сретнаа со екипата на Карпош Соколи и загубија со резултатот 59-52 коша. И во двата дуели избраниците на тренерот Сашко Лазаров забележаа порази од 7 поени разлика. Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не сте левте. Имајте пријатна вечер.